17 октомври, прв круг од локалните избори. Гласачките места се отворија во 7 часот изутрината. Не помина долго, а стигнаја првите новинарски извештаи од терен. Се појавиле проблеми врзани со конекцијата, но и идентификацијата на првите гласачи со новиот апарат кој се користи за прв пат на овие избори. И токму поради потешкотиите со уредите пред одредени гласачки места се создадоа гужви. Се жалеа избирачките одбори. Не ги препознава, мораме лична карта да вметнеме, пак не ја препознава и мораме да одиме со избирачкиот список аналогно, да кажеме на некој начин. Од прилика 10 гласачи, 7 поминуваат, 3 не поминуваат. Не можевме да го испечатеме оној почетен извештај. 90% скоро од старите лица не ги идентификуваат. Реагираа и гласачите. Не, на тоа не фати, ни со десната рака, ни со левата рака. И мораме да подпишаваме само и со прстите да удраме. Се повлеков бидејќи има многу гужве, ќе дојдам подоцна. Уредите за биометриска идентификација на гласачите кои граѓаните ги чинеа 11 милиони евра не поминаја пилот проверка пред денот на изборите. Па и за можните причини за проблемите, Државната изборна комисија објаснуваше на пресконференциите на самиот ден на гласањето. Некои луѓе не знаат да ракуваат со нив. Меѓутоа, како одат таите лицата, се смалуваат проблемите. Како инструкција која што ја добија избирачките одбори од Државната изборна комисија е редовно да го чистат тој скенер каде што се остава отпечатокот од прст, а гласачите да притиснат повеќе кога го оставаат својот отпечаток на самиот скенер. Пратен е имејл до сите општински изборни комисии да не известат за сите проблеми во најбрз можен рок. Утрото на првиот круг вжештена била и телефонската линија на Дермалок, фирмата од која се купени уредите и која беше должна да им излезе во пресрет на избирачките одбори за сите потешкотии со нив. Имавме јавувања исклучиво во првите 2 часа при приклучувањето на уредот или при приклучување на принтерот. Значи само тамо некаде имаше застој, но можам да кажам дека останатиот дел од денот помина буквално без никакво јавување дури. Значи се беше во ред со користењето. Едноставно луѓето ги фати паника, одговорноста е голема, нели? Не можат да го уклучат или погрешно ќе искуцаат лозинката. Лозинките се нормално, како и секоја лозинка и корисничко име се сложени. Голема буква, мала буква, бројка и тоа навистина знае да направи притисок, особено ако пред врата ви стојат повеќе луѓе кои што чекаат. Бошковска очекува избирачките одбори да се поподготвени за вториот круг, иако и пред првиот сите поминале обуки на Дермалок, а добиле и упатство од ДИК. Образложение и демонстрација на одговорите за најчестите прашања од избирачките одбори, Бошковска даде пред камерата на 360 степени. Значи, кабелот за струја е битно да биде најпрво приклучен во струја, односно самиот апарат да биде уклучен во струја. Значи имавме ситуации каде што заборавиле да го уклучат. Тој навистина има батерија и он може да држи и 48 часа самиот убик без да биде уклучен на струја. Меѓутоа кога е приклучен со принтерот може да му ја одзема енергијата, така да принтерот се приклучува во апаратот само кога се принта. Бошковска посочува дека избирачките одбори се должни на секои 2 часа да ја испечата состојбата со гласање со помош на уредот, вклучително и на почетокот на гласањето во 7 часот наутро. Ово извештај што е во 7 часот треба да биде нули секаде, односно како доказ дека претходно нема внесено никакви други податоци во уредот. Да, во случајот, нели, пошто е за обука овој апарат, значи веќе има податоци внатре. Се враќаме назад и следно веќе започнуваме избори. Апаратот се одржува како и секој Android уред, вели Бошковска, и посочува дека ако нечијот печаток од прст не може да се пронајде, посилното притискање на уредот нема да помогне. Треба само да се внимава да не биде тоа оставање на отисок со мокри раце, значи треба да бидат суви и да не го мократ скенерот. Сепак е скенер во прашање. И додека Дермалок тврди дека техничките проблеми кои избирачките одбори ги имале со уредите биле решени во првите неколку часа од гласањето, медиумите и граѓаните јавуваа дека на некои места имало гужви и подоцна.
Тоа го потврди и председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски на една од попладневните пресконференции на денот на гласањето, но се обиде да објасни дека има повеќе причини за застојот. Бидејќи избирачкиот список има многу повеќе страни од што имал претходно, затоа што имаме рекорден број на листи. И поради тоа проверката трае подолго време. Од друга страна, преку 1/4 од отпечатоците на прсти кои ги добивме од МВР се со лош квалитет и утврдувањето иде поспоро или не може да се утврди, па се оставаат на страна. Понатаму, исто така имаме ковид мерки и затоа не се пуштаат многу луѓе во просториите. Од овие наводи на Даштевски, најголема тежина има тврдењето за лош квалитет на отпечатоците. Тоа отвара дилема дали отпечатоците на 1/4 од граѓаните се генерално неупотребливи, на примери за идентификување на сторители на кривични дела. Од МВР уверуваат, податоците исполнуваат минимални стандарди. Министерството не е надлежно за понатамошните постапувања со отпечатоците кои беа дадени во ДИК, во смисла дали тие биле повторно кодирани во рамките на системот за автоматизирана идентификација, кој ДИК самостојно го набави за изборните цели, со кој квалитет, брзина и други перформанси располага тој систем, како и останати релевантни прашања во однос на употребата на отпечатоци од прсти за целите на идентификација при остварување гласачко право. МВР не може да коментира перформанси на систем кој не го поседува и нема учествувано во негов дизајн. Исто така не е во надлежност на МВР да коментира дали и какви компетенции поседуваат членовите на избирачките тела за соодветно земање отпечатоци од прсти. Првиот човек на Државната изборна комисија, Александар Даштевски, ја одби нашата покана за интервју. Но неофицијално, од ДИК велат дека отпечатоците ги внеле во уредите на Дермалок, онака како што ги добиле, без можност да се оштетат. Чија и да е вината што новиот систем потфрли кај значаен дел од гласачите, останува фактот дека тоа предизвика застој, гужви, па и откажување од гласање. Во некои држави, како на пример во САД, вообичаени се редиците за гласање, но домашните гласачи се навикнати на друг процес. Пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, чија партија го даде предлогот да се гласа со биометриски уреди, и покрај проблемите, вели дека ниту една партија не го оспорила гласањето со новите уреди. Лично сметам дека го поминаа испитот, заради тоа што придобивките во демократијата се неколкократно поголеми од првичните редици кои што се создадава првите половина час до час и половина, затоа што со фингерпринтот прво ќе се спречи она традиционално во некои средини семејно гласање, понатаму ќе се спречи маратонското, односно гласање како Усин Болт на неколку секунди да влегуваат по 40 или 50 гласачи, што е физички невозможно, а понатаму употребата на фингерпринтот гарантира дека една единка која што е присутна во Република Македонија ќе биде еден глас, така да верувам дека овој пат испитот е положен. И па како е испитот положен кога на некои места и целосно се укина гласањето со апаратите? Се вратија на стариот метод? Како што кажав, тоа беше првичниот прием на самите гласачи, заради тоа што некаде може би имало одреден проблем, но сепак требало избирачките одбори да го управуваат самиот ден на гласањето. Беше подготвен и протокол во таков случај и сметам дека исто така денот помина, што е кажано и од сите политички чинители во фер и демократска атмосфера, барем во најголемиот дел од изборниот ден. Најголемата владеачка партија СДСМ уште истата вечер се огради, но не го нападна новитетот. Денеска и ние бевме сведоци на предизвиците кои се јавија со гласањето со отпечаток на прст. И тоа е нешто на што беше очекувано, односно укажувано во претходниот период. Но гласањето со отпечатокот од прст беше услов на ВМРО ДПМН за да гласаат за изборниот законник, и ние како Демократска партија го прифативме тоа за да изборните резултати бидат уште повеќе кредибилни и да нема простор никој да ги оспорува и да има алиби за било што. Проблемите со уредите се најдоа и во првичниот извештај на ОПСЕ од ИХР. The late implementation of biometric voter identification created additional challenges in the administration of the elections. Election day, including the vote count, was assessed positively overall, despite frequent problems with the biometric vote devices, group voting, and some procedural errors.
during counting and tabulation. Државната изборна комисија се уште нема прецизни податоци колку точно гласачи не се идентификувани преку уредите и морале да остават отпечаток во хартиениот избирачки список. Со сигурност се знае дека на 6 избирачки места целосно се прекинала биометриската идентификација и гласањето продолжило со UV лампа и спреј. 11 избирачки места пак останаа отворени до подоцна за онолку време колку што имало и прекин на гласањето. За проблемите пак никој нема да сноси одговорност. Дали се одговарате одговорност што за првиот 12 милиони евра државни пари за набавка на апарати кои очигледно не ја вршија функцијата? Реков јас дека сум среќен што изборниот процес помина без никакви проблеми и се гласаше регуларно. Мислам дека законски се гласаше, дека ништо посебно не пречеа овие терминали, напротив помогнаа многу во процесот, така што не чувствувам, него сум среќен што се помина во најдобар ред. Благодарам.